Елизавета, јас те замолив утринава да завртиш некој телефон и да провериш, доцна синоќа стигна онаа вест дека со специјален авион од Африка пристигнува македонски војник, веројатно офицер, во тамошна мисија на македонската, на армијата на Република Северна Македонија, кој што е заболен со коронавирус и велат информациите дека бил во релативно тешка состојба, во неможност во афричките услови да биде лекуван. До каде е таа сторија, слета ли авионот, каде е сместен, ако е сместен овој војник? Така. Да, еве јас само што пред малку успеав да исконтактирам со министерот за здравство Винко Виличе, кој што не сакаше многу детали да открие, меѓутоа кажа дека овој војник за кој што зборуваме се уште не е пристигнат во државата, односно да се очекува вечерва подоцна да биде пристигнат кај нас. Каде ќе биде сместен, се уште официјално не се знае, од тоа што успеавме сите да го прочитаме од дел од медиумите, од порталите, дека ќе биде сместен на инфективната клиника. Меѓутоа се појави некои спекулации дека ќе биде сместен и во Сисина, од каде што не добив таква информација, односно таму пак нивната политика на работење на го вистува на тоа дека не сакаат да откриваат детали за нивните пациенти. Од друга страна, успеав да стапам во контакт и со доктор од инфективната клиника, кој што вели дека не би требало населението да се паничи и дека тие се подготвени да излезат во пресрет на овој војник, односно пациент кој што ќе пристигне и кој што веројатно има јужноафриканскиот сој. Нашиот извор од инфективната клиника вели дека буквално ќе биде третиран како и сите до сега пациенти кои што пристигнуваат на инфективната клиника, ќе биде ставен секако во изолација и ќе биде испитана неговата состојба, меѓутоа дека паника не треба да се крива кај населението. Па тоа е она што е, мислам, традиционално со овие социјални мрежи. Вчера уште почна да се вртат неверојатни истории и навистина се крива паника. Во крајна линија сепак се работи за пациент кој што е евентуално болен од коронавирус, без разлика на сојот, на подвидот. Мислам дека и персоналот и знаењето веќе во Македонија и во целиот свет за овој вид на пациенти е доволно компактно и компетентно за да нема потреба од никакви паники, па сепак паниките се креваат. Што ти... Да, поведи. Инаку би сакала да го споделам и размислувањето на доктор Горан Кунгуловски, кој што веќе е познат на јавноста, нели работи како дел од Џан Митрев клиник во лабораторијата за генетика, кој што неодамна изјави дека овој сој не може да стане доминантен кај нас во државата, бидејќи би требало да се пренесува во иста мера како што се пренесува моментално британскиот сој, бидејќи тој е тој кој што најмногу циркулира во популацијата, а во случајот бразилскиот и јужноафриканскиот нема тие својства, бидејќи не е регистриран ниту еден, односно еве денеска можеби ќе биде регистриран првиот, што е уште една мотивација и поттик да бидат луѓето смирени и дека не треба да паничат или сега повторно да не излегуваат од дома и да повторно да се вратим наназад она што успеваат барем малку за силните власти да го напреднат, односно да почне животот да се враќа во нормала. Па само да кажем дека ова наше воено лице е инаку дел од мисијата на Европската унија во Централно-Африканската унија, каде што Централно-Африканската република, се извинувам, каде што имаме мисија од двајца наши офицери кои што се таму во улога на обучувачи, на тренери на локалните воени сили за аспектите кои што таа мисија на Европската унија ги има, но јужноафриканскиот сој не е прв пат да се крене околу него одредена контроверза, бидејќи ако не се лажам, пред извесен период имаше пред неколку месеци битолчанец на некој 68-70 години возраст кој што пристигна од некаде за кого се сомневаа дека има јужноафрикански сој, а потоа се испостави дека има британски сој од коронавирусот, така што беше хоспитализиран во Струга, ако не се лажам, некој од нашава диаспора. Добро, Елизабета, јас не знам дали во текот на денот, што велат, кога се очекува, како патува човекот, има ли повеќе информации за тоа?
Повеќе информации нема, меѓутоа ќе се обидеме да дознаеме во текот на денот. Од она што пак ќе повторам го сподели со нас министерот Филипче, и тоа неудамна пред ова вклучување, пред 10 на минути успеав да стапам во контакт со него. Само ми кажа дека се очекува пациентот да пристигне вечерва. И дека повеќе детали ќе знае тој самиот да каже во текот на денот, па дури можеби ќе има и некое официјално појавување во медиумот. Добро, Елизабета Спасеновска, благодарам за оваа интервенција во утринско брифирање, но ние се обидуваме и настојуваме да ви ги дадеме сите информации кои што ви се важни за почетокот на денот. Очигледно дека оваа информација доколку пациентот слета вечерва ќе биде предмет можеби и на утрешните, а секако на вечерната медиумска индустрија во Македонија која ќе се занимава со продолжување на брифирањата во текот на целиот ден. Елизавета, благодарам за јавувањето. Благодарам, Сашо, што ме вклучивте.